Миле Кузмановски, име и презиме кое многу значи за македонската фолк музика. Тој е човекот кој ги создаде едни од најбавите македонски модерни фолк теми кои ќе се слушаат уште многу долго. Од каде да започнеме? Не каниме, се што поборав од тебе Господе, Роман, Шприцер, Крал без круна и уште многу други. Дефинитивно овој човек е крал на македонската фолк песна. Човекот кој со неговиот магичен глас веруваме дека допира до секој од вас. Е токму тој човек го имаме пред камерата на ексклузив. Со него разговорот никогаш нема крај. Миле секогаш има што да каже и да раскаже. Зборувавме за неговата кариера, за колегите, за моментот кога животот му удреш лаканица и пред неколку години ја изгуби сопругата. Но зборувавме и за убавите работи, за животот, за неговите 3 ќерки, за новата страница во животот. Уживајте. Миле, најпрво да ти посакам да дојде за прв пат во емисија на Ексклузив. Ти благодарам, Васе, не сме се видели одавна и ми е драго и чест дека сум денеска ваш гост. Миле, зошто имам чувство дека некако како да те нема период, малку те снема? Да, па добро, не си приметил лошо, тамане се, малку се потргнав, малку да соберам енергија да ова се спрема новиот албум. Полека, не брзам никаде, немам некои рокови, така да мислам дека после нова година да поминат оние празници, ова таман да за пролет и мислам дека ќе го направиме новиот албум, ќе спакуваме, имам уште негде 3 или 4 песни да влезам да ги снимам во студио. Како ти се допаѓа новиот македонски фолк мелос, ова што денес колегите твои го прават, колешки твои го прават со оние текстови кои што нели се зборува за швалерки, за знаете за кој песни? Да. Добро, најверојатно со времето и тоа треба да има таква промена, но мислам дека тоа може да се направи малку покултурно. Дека може да се спакува малку по-урбано. Мене ми пречи во последно време како да ги сите, ајде не баш сите да не ги ставам во исти кош, многу голем дел од естрада кој што се бави со народната музика, многу патриотски песни, Гајда Зурла, секоја втора песна е Гајда Зурла, Тапан и така натаму, што мислам дека претеравме. Животот знае понекогаш да биде суров. Ти тоа го почувствува на твоја кожа најдобро. Успа ли да го пребродиш? Да, брзо, не се заборава се тоа, но брзо стануваш, како и кога ќе паднеш, ќе станеш, ќе се истресеш и ќе продолжиш. Продолжив да живеам, фала му на Господ, имам нова сопруга Јасмина, децата мои се прифатени прекрасно со нејзе, се роди Ева малата, 1 година направи веќе, така да не освежи, некако ни даде елан за живот и функционираме добро. Секој може да се случи. Не сум само јас, сигурно има многу луѓе на кого им се случило некаква трагедија, но мораш да научиш да живееш со нејзе и да се бориш да продолжиш понатаму. На крајот на краиштата имаш и за кого, нели? Им си створил деца кои што мораш да ги воспиташ, мораш да им дадеш вистински вредности, мораш да ги научиш на убави работи, на почит, на љубов према луѓето, на честност и така натаму. Како да се живее дома со 4 дами? Супер весело. Имаат, они со своји захтеви, со своји потреби, со се тоа со нив што носи, и пубертет и така натаму, но добро, се справуваме. Океј се, не се многу, како да кажам, скромни се во своите барања. Кажи ми, што прави Миле во слободно време, кога нема настапи, кога не е со публиката? Супер прашање. Имам, мои другари кои што се од деца што сме заедно, старо другарство, со нив знам да се напијам кафе, да излезам, дека нема обврски, стално има нешто. Дали околу куќата, дали околу ова има што да се прави. Ке се родат ли песни како Не каниме, Роман, Крал без круна, се што посакав, како беше? Господе, така, да. Тешко прашање. Рецептот за да се направи таква добра песна и да те достане се слуша и со години? Некако, мислам дека во последно време дали имаме некоја хиперпродукција, а малку медиум. Каде да се завртат песните, освен овие социјални мрежи. И сигурен сум дека од пејачиве кои што снимиле барем 10 преку годината песни или 5-6, една сигурно е многу добра.
Биле, ти благодарам многу за овој. Ти благодарам и тебе и ќе ви посакам долга работа на телевизијата, тебе на твојот проект Ексклузив. И мислам дека ќе убаво дека се вративте на како медиум, за да нешто и кажеме што правиме во животот.